Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате: стоматолозите со намален обем на работа се работи според строго утврден протокол. Од Центарот за јавно здравје Тетово информираат за 5 новозаразени со COVID-19 во Тетовско. Наместо на одмор, гостиварци окупирани со епидемијата од COVID-19. Кризниот штаб при општина Тетово на одржаниот состанок со заклучок дека и покрај континуирано зголемување на бројот на заразени со COVID-19, периодов бројот на активни случаи е намален. Состојбата со пандемијата може да се држи под контрола, само со почитување на мерките. Денес Центарот за јавно здравје регистрира 5 новозаразени лица во Тетовско. Иако имавме континуирано зголемување на бројот на заразени, во однос на пред еден месец бројот на активни случаи на COVID-19 во општина Тетово и 5 околни општини е намален, и тоа од бројка од 390 на 22 јуни на 330 случаи активни до денес. Ова е оценката на кризниот штаб при општина Тетово по денешниот одржан состанок. Оттаму информираат дека клиничката болница во Тетово во моментов има капацитет да ги обслужи пациентите на кои им е потребна медицинска помош, иако повеќето од активните случаи се со полесни симптоми и се лекуваат дома. СВР Тетово и Државниот пазарен инспекторат вршат зголемени контроли во однос на почитувањето на мерките за заштита на здравјето на граѓаните. Состојбата со пандемијата е помалку или повеќе иста и може да се држи под контрола само со почитување на мерките, велат од кризниот штаб. Уште еднаш ве повикуваме да ги почитувате мерките со одржување на физичка дистанца, да носите заштитна маска во затворено и со многу луѓе и навреме да го известите матичниот лекар доколку чувствувате симптоми како треска, сува кашлица или губење на здив. Исто така ги повикуваме сите граѓани да се воздржат од разни собири и семејни забави каде што не се почитува растојанието и има повеќе од 50 лица. Вирусот се уште е меѓу нас и тој дефинитивно одзема човечки животи. До денес во Тетово и околните општини вкупниот број на дијагностицирани со COVID-19 е 954. Од овој број досега излекувани се вкупно 557 лица, а 67 починале, со што бројот на активни случаи е 330. Според општините, вкупниот број на лица дијагностицирани со COVID-19 од почетокот на пандемијата до денес е последниот редослед. Општина Тетово 592, општина Боговиња 94, општина Теарце 89, општина Брвеница 54, општина Егуновце 57 и општина Желино 68 заразени лица. Ковид пандемијата не го попречи крводарувањето во Гостивар. Во службата за трансфузиологија велат дека дарители има редовно, а резервите на крвни единици се на задоволително ниво. Крводарувањето во Гостивар се одвива редовно и во време на ковид пандемија. Службата за трансфузиологија во Гостиварската болница досега не бележи недостиг на резерви на крв и крвни продукти. Оттаму велат дека понекогаш може да се јави случај со итна потреба од поретките крвни групи, која ако во моментов ја нема, брзо се обезбедува за пациентот да биде обслужен навремено. Нашите резерви су сите параметри ги исполнуваат и сите крвни групи ги имаме. Сега може да дојден во тие случаеви ретко, многу ретко, што су, например, негативни, А негатив, 0 негатив или Б негатив, па опет ние имаме нашата архива и тука ги имаме картони од сите тие пациенти што су тие негативци. И одмah ги викаме и дарителите во општина Гостивар многу брзо реагираат и многу брзо доаѓаат и ми ги услужуваме сите тие пациенти што имат потреба за крв и крвни продукти. Лекарите оценуваат дека крводарувањето е безбедно според протоколи за заштита од коронавирус. На сите што влегуваат во службата им се мери температура, а дарителите поминуваат и рутински преглед. Само ние имаме стари крводарители што не мислат на пандемија, на ништа не мислат, опет малку ќе се чува и ние ги чуваме нашите крводарители. Па се зема анамнеза, све оди по протокол
и тие што ги исполнуваат сите услови, тие ќе даруваат крв. Во службата за трансфузиологија во Гостивар понеделник и четврток се одредени како денови за дарување на крв, но доколку се јават крводарители во другите денови, им се овозможува да даруваат од скапоцената течност со која се спасуваат човечки животи. Минатата година трансфузиологија собрала 1450 единици на крв, од кои околу 700 биле искористени за пациенти во Гостиварската болница, а останатите испратени за здравствените установи во Тетово и Скопје. Забните ординации за време на епидемијата со COVID-19 работат според строго утврдени протоколи и заштитна опрема. Пациентите прво мора да закажат термин телефонски, а потоа да одат во ординација доколку заболекарот процени дека интервенцијата е итна. Обемот на работа е доста намален, а постојано се работи на дезинфекција на ординациите и апаратите. И забните ординации беа повеќе од 1 месец затворени заради епидемијата со коронавирусот. Сега работат според строго утврдени протоколи и со намален обем на работа. Ординацијата и апаратите постојано се дезинфицираат, а заболекарите носат соодветна заштитна опрема. На самиот влез ја проверуваат температурата на пациентот и соодветно го дезинфицираат, а термините се закажуваат претходно по телефон. За сега се работи само со интервенции кои не може да се одложуваат. Дозволена ни е работа само за хитни случаеви или случаеви што се неопходни да се извршат. Сите други интервенции кај што треба да се употребат машини што продуцираат аеросоли ни се забранети или се избегнуваат. Само во хитни случаеви можеме да употребиме таква работа. Ги закажуваме пациентите прво и на 1 час разлика меѓу за да можеме да проветриме, да можеме да дезинфицираме се. Втора работа е битно да пациентите искрено соработуваат и да кажат дали биле во контакт со некој позитивен на COVID и дали во моментот има некој од симптоми. Ако сето тоа се помине, се доаѓа на мерење на температура, да се види во моментот дали има некој симптом, зашто многу од пациентите не ни знаат дека имаат симптом, па доста често ни се појавуваат да мериме температура и да имаат покачена температура, а они не се свесни. Потоа се прави прашалник, што тоа треба да го одговора дали ги имаат сите симптоми или немаат симптоми и да изјава да потпишат дека своеволно доаѓаат и дека ако дојде до некоја компликација, дека свесно биле запознаени со целата процедура. И оваа сфера е погодена од околностите предизвикани од ширењето на COVID-19. Забните ординации одржуваат хигиената на високо ниво, а заболекарите се изложени на ризик со тоа што интеракцијата со пациентот мора да биде на мала оддалеченост. Контактот е многу близок. Не можеме да држиме дистанца од 2 метри, туку се работи на 30 сантими. Затоа се употребуваат вакви заштитни мерки, значи скафандери, визири, специјални маски, со тоа што ја гарантираме безбедноста и на пациентите, а и нашата безбедност. Прво е трошковите што ги имаме дополнителни во овој момент за нашата работа, дополнително не оптоварува, плюс знаејќи дека капацитетот на работа е само 30%, автоматски примањата се 30% и многу тешко се покриваме. До сега имаше и помош од државата, морам да напомнам, дека дава за секој вработен по 14.500, што до некој рок ни помагаше, но сега треба да се снаоѓаме самите. Заболекарите апелираат до граѓаните секогаш да се консултираат со нив преку телефон, да носат заштитна опрема кога влегуваат во ординациите и да ги почитуваат препораките за заштита. Летово наместо со вообичаено планирање на годишниот одмор, граѓаните се преокупирани со пандемијата. Ги запрашавме гостиварци дали ќе одат на летување и колку се чувствуваат безбедно да патуваат на други места со оглед на ситуацијата со COVID. Состојбата со коронавирусот во голема мера го промени начинот на живот и секојдневието на луѓето. Така летово, наместо со вообичаеното планирање на годишниот одмор, граѓаните се преокупирани со пандемијата. Под жешкото сонце многу малку се зборува за плажа, море, костими за капење, а многу повеќе за заштитни маски, бројка на новозаболени лица и како е по болниците. Денес во анкета ги запрашавме гостиварци дали ќе одат на летување
и колку се чувствуваат безбедно да патуваат на други места со оглед на ситуацијата со ковид. Па на одмори како да планираме кога имаме страф од ова епидемија што сега моментално Македонија е од коронавирусот и да одиш на пример ја не сум заразен, може од други луѓе да се заразиш. Не знаеш кој што е, че влагаш во ресторан негде и може да се заразиме. Па да, меѓутоа во Македонија. Генерално да. Само согласно мерките и протоколите кои што ги предвидуваат владата и држава. Ја да ти кажам право, децата све ми се надвор од државата, ја би сакал ке ними, ама со овие работи што се случуваат, не можам нигде да поидам. Каде се децата? Децата, едното дете ми е во Италија, а двете деца во Германија. Колку време не сте се видели? О, леле, мајко, не можам и да ви кажам сега. А многу сакам да ја видам и едва чекам да се пуштиат овие граници, да појдеме со жената, да ја видиме. Нормално на нивни трошак, ние сме и без пензија и без ништо. Факт е дека долго очекуваниот одмор од 7 или 10 дена годинова покренува многу дилеми кај луѓето. Каде да летуваат без да се изложат на ризик? Ке може ли да се опуштат доволно да не мислат на вирусот? Дали таму каде што ќе одат ке се почитуваат заштитните мерки и така натаму? Секако, за жал, голем дел од граѓаните кои се финансиски погодени од корона кризата единствено мислат како до пари за лепи маски, а одморот им е на последно место. Првиот циклус на економско заздравување се заокружува со рекорден број пријавени инвестициски планови – 166, рече директорот на Фондот за иновации и технолошки развој Јован Деспотовски. Во доставените апликации се застапени околу 15 дејности, меѓу кои IT сектор, здравство, угостителско земјоделство, трговија и други. Првиот циклус на повикот за економско заздравување го реализиравме во периодот 25 мај до 3 јули, и во кој што период морам да забележам дека имавме рекордно голем интерес на домашните компании. Во тој период, од неполни 45 дена, над 2000, односно 2100 компании подигна апликацијски пакети. Што е навистина индикатор и што мене лично така ме радува, дека домашната економија, оној период како што споменав на преживување, веќе постепено го трансформира во размислување како да се развива во периодот што следи понатаму. Само во рамки на првиот циклус, кој што го затворивме со пресек на 3 јули, по 45 дена, веќе имаме пристигнато 166 инвестициски планови од исто толков број на домашни субјекти. Вкупниот овие нови инвестициски планови изнесува односно прецизен да бидам, 291 милион 709 илјади денари, односно скоро 5 милиони евра. Тоа се средства кои што компаниите планираат да ги инвестираат во периодот што следи, односно во следните 12 месеци, во сегментот токму на оно што го зборуваме, тоа е заздравување на домашната економија. Од овие средства, 61% се средства што ги побаруваат компаниите од фондот во рамки на програмата, додека скоро 40%, односно 39% се средства кои што компаниите изразиле подготвеност да ги вложат самостојно. 147 лица во Тетовско-гостиварскиот регион биле казнети за неносење заштитна маска. Полицијата привела неколку лица по разни основи во текот на вчерашниот ден. Во текот на изминатото деноноќие, според статистиката на секторот за внатрешни работи Тетово, за неносење заштитни маски на вкупно 147 лица изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. 78 лица во Тетовско и 69 во Гостиварско. Во овој период на 40 лица изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, од кои 30 на Гостиварското и 10 на Тетовското подрачје. Полицијата привела неколку лица по разни основи во текот на вчерашниот ден.
31-годишникот Лавце бил лишен од слобода поради сомнение дека на 1 јули годинава извршил кривично дело убиство во обид, пукајќи со огнено оружје и ранувајќи 40-годишен тетовец. Лишен од слобода бил 35-годишен гостиварец, откако по извршен претрес во неговиот деловен објект бил пронајден пиштол со празна рамка, чинија со остатоци од бела прашкаста материја, метален боксирач и нож, кои се фотодокументирани и одземени за вештачење. Во тетовското село Урвич приведен е 40-годишен жител на ова село кој на трактор со приколка превезувал околу 4 метри кубни букови дрва без потребните документи. Тракторот и дрвата се предадени на шумската полиција за натамошна постапка, а лицето е задржано во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. Полициски службеници во местноста Бунарџик, атар на гостиварското село Форино, на шумски пат пронашле 2 патнички моторни возила без регистерски ознаки, натоварени со околу 4 метри кубни огревни дрва, чии собственици претходно ги оставиле и избегале во непозната насока. Извршене увита, возилата и дрвата се одземени и предадени во јавното претпријатие Национални шуми Шар во Гостивар. Во полицискиот билтен регистриран и случај на семејно насилство. Вчера 30-годишна жителка на Тетовско село заедно со нејзиниот 37-годишен брат во СВР Тетово пријавиле дека дента во друго тетовско село биле физички нападнати од 65-годишниот невенчан сопруг, кој во нападот користел и дрвени предмети. Пријавениот сопруг лишен од слобода и задржан за целосно расчистување и документирање на случајот, информираат од тетовската полиција. 235 нарушувања на јавниот ред и мир регистрирала полицијата во првите 6 месеци од годината. Најмногу од нив биле физички напади, но имало и тепачки и навреди кон службени лица. Во првото полугодие од 2020 година на подрачјето на СВР Тетово пријавени, односно регистрирани се вкупно 235 нарушувања на јавниот ред и мир, од кои 126 во Тетовско и 109 во Гостиварско. Во најголем број тие се целосно расчистени и заокружени со 209 барања за поведување прекршочна постапка. Во овие прекршоци непосредно биле инволвирани 284 сторители, од кои 204 во Тетово и 80 во Гостивар. Најмногу од прекршоците, односно 88, биле физички напади, а евидентирани се 21 тепачка, 17 навредувања и омаловажување на овластени службени лица, 16 карање, викање, непристојно и дрско однесување и така натаму. Покрај ова во периодот за кој станува збор, регистрирани исто така се и 9 нарушувања во и околу основни и средни училишта на подрачјето. Нарушувањата во овој период најчесто се случувале на улица, односно 129, или во гостителски објекти 20, додека преостанатите 57 биле на други места, информираат од СВР Тетово.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести на Кисиме Нада. Ви благодариме на вниманието и пријатно.